Почитувани гледачи, денешни мои гости во студиото на К1 телевизија се Кире Ацевски и Кристијан Јорданов, ученици во гимназијата Кочо-Рацин Велес. Инаку тие беа дел од настанот кој што вчера се одржа во гимназијата Кочо-Рацин во Велес, каде што беше и одбележувањето 74 години од штрајкот на велешките гимназијалци. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и поздрав до гледачите на К1. Така, како се чувствувате? Па прилично добро. Пријатно. Ќе започнеме најпрвен со Кристијан. Кристијан, ти беше дел од настанот кој што вчера се случи во гимназијата Кочо-Рацин. Што точно се случуваше во вашата гимназија? Значи вчера како дел од одбележувањето на 74 години од штрајкот на гимназијалците, кога тие едногласно се кренале против настава на немајчин бугарски јазик, се соценели да добијат настава на македонски јазик. Имаше еден приличен. Секоја година се одржува еден краток марш во чест на бунтот на гимназијалците против немајчиниот бугарски јазик наставата. И се одржа краток марш во дворот на гимназијата, а потоа се пропрати со една свечена програма која се состоеше од читање на поезија со патриотски мотив, исполнување на неколку песни и говорот на председателот на средношколската заедница Саше Петров, ученикот Саше Петров, кој ги поздрави и им се заблагодари за огромното присуство на учениците, на професорите, исто така и на членовите при Сојузот на борци од Велес. Така, видовме дека имаше дел и од оние кои што учествувале пред 74 години во штрајкот. Исто така имавме прилика тоа да го видиме во текот на нашата утринска емисија. Со нивните изјави, нивните сеќавања секако ги раскажа пред камерата на К1. Кажи ми, дали се интересираноста од страна на учениците беше голема? Верувајте ми, барем јас така почувствував, навистина одзивот беше голем. Сега ќе се запрашаме зошто. Можеби и самите ученици сфатија дека доколку тој бунт не беше денес, можеби не може да говориме на нашиот македонски јазик, можеби се уште ќе говоревме на бугарски јазик и затоа заинтересираноста беше голема од страна на учениците, што се види по самиот марш кој тие го изведоа. На кој начин беше ти вклучен во одбележувањето на овој ден? Јас бев имплементиран или вметнат во оној поетски перформанс, каде што се чита родолюбиви песни и песни кон татковината и кон мајчиниот јазик. Додека Кире, мојот пријател и соученик, беше вклучен во музичкиот дел. Така, ќе го прашаме сега Кире, ти беше исто така вклучен во музичкиот дел, со што се представи на овој настан? Па вчера се представив со една песна Земја мила од Никола Давидковски и Јован под звездите од група Меморија. Тоа се на некој начин две песни кои што искажуваат љубовта кон татковината и кон македонскиот јазик, кон се она што представува наше национално богатство. Така, освен на музиката, ти во гимназијата Кочо-Рацин си имаш вклучено, односно имаш учествувано во повеќе литературни конкурси, а како последен беше литературниот конкурс Мојот јазик, мојот идентитет. Со што се представи на овој литературен конкурс? На литературниот конкурс Мојот јазик, мојот идентитет напишав една песна која што под истиот наслов Мојот јазик, мојот идентитет, која што беше со мотивот беше љубовта кон јазикот. Тоа беше она што ме поттикна да напишам, љубовта кон македонскиот јазик, кој што представува наше најголемо богатство, бидејќи според мене нема за некој народ поголемо богатство од јазикот и затоа треба секоја нација да си го сака јазикот, да го негуваат сите луѓе јазикот, да го употребуваат колку што можат повеќе, да говорат, да творат и да создаваат на јазикот, затоа што навистина тоа е наше најсвето нешто што го имаме. Она што е актуелно во моментов е тоа што ти имаш напишана и новинарската статија, која што беше распишана на тема, односно имаше еко конкурс. Ќе може ли да ми кажеш нешто повеќе за таа новинарска статија? Па вака, значи, веднаш по завршувањето на зимскиот распуст, само што се вративме на училиште, професорката Весна Павлова, огромен поздрав до неа, ми извести за еко конкурсот кој што беше распишан. Бидејќи таа секогаш така ми известува и секогаш ме поттикнува во се што работам, во се што создавам. Ми извести за еко конкурсот. Заедно одбравме од трите понудени теми, јас си одбрав темата Мојот зелен град. И
веднаш се зафативме за работа и веќе нецели 2 месеци истрпно работевме на таа статија. А ти беше ли тешко да напишеш оваа новинарска статија? Па да, беше тешко затоа што сепак во таа статија мора да се содржат некои факти кои што и јас морам да признам не ги знаев многу. Нормално сите знаеме за нашата топилница, ама точно некои прецизни факти колку толку не знаеме. Беше навистина тешко, како што кажав, работевме 2 недели месеци. Требаше да се истражува. Да, мораше да се истражува, моравме да се обратиме кај стручни лица кои што екологијата им е стручна дејност. И пак ќе кажам, сите тие факти, например, јас не знаев дека има толку тешки метали, дека е насобрана толку згура која што и за време на работењето на топилницата и сега од кога е затворена, но има остатоци од згурата, се предизвикани толку многу акутни хронични заболувања. Исто така и бремените жени си имаат јавено премногу абортуси, премногу смртни случаи си имаат јавено поради таа топилница. И токму тоа ми беше поттик да истражувам се повеќе и да и нисцрпно да работам на таа статија за да излезе секако што треба. По повод патрониот празник на училиштето Коле Неделковски учествуваше на литературниот конкурс со пеш по светот и таму освои 3-то место, а за песната Читам за да живеам го освои 1-то место. Што те поттикна да ги напишеш овие песни? Па вака, за патрониот празник на средното општинско училиште Коле Неделковски, пеш по светот беше понудена како тема според истоимената стихозбирка на Коле Неделковски. И она што ме поттикна, можам да кажем и што ја издвојува пеш по светот од останатите песни кои ги имам напишано, е тоа што се обидов сите наслови од стихозбирката Пеш по светот на Коле Неделковски да ги содржам во една песна. Значи во секој 2 стиха има по еден наслов редоследно како што се наоѓаат во книгата, се вметнати сите наслови во мојата песна. Се обидов на некој начин така да ги спојам сите во една песна. А за Читам за да живеам, тоа беше Читам за да живеам е песна напишана за литературниот конкурс во нашата гимназија кој беше распишан по повод месецот на книгата во октомври. Со таа песна освоив 1-во место. Таа песна можам да кажам дека ми е најдрага од сите што ги имам напишано, затоа што зборува за љубовта кон книгата, за она што навистина не поттикнува и да твориме и да создаваме, бидејќи секој според мене треба да се дружи со книгата. Колку многу ќе сака книгата, таа дупло повеќе ќе му врати од книгата, можеме многу да научиме, многу да осознаеме и се што ни интересира можеме слободно сите прашања да одговорите да ги пронајдеме во книгата. Ти ова утро ни ги носиш овие 2 песни за кои беше и наградуван, ке може ли да ни ги прочиташ? Секако. Пеш по светот. Поетот тргна пеш по светот на далек пат да оди. Куќа своја да закути, фамилија да води. Лето 1941 од Македонија се зачу силен ек. Војни силни започнаа, голготи за цел век. Глас од Македонија насекаде се слушна. Се колеше се живо и диво од војска бездушна. Поетот посака враќање назад, својата тковина да брани. Крв горка да пролее на тие клети тирани. Поетот не можеше веќе во туѓина мирно да седи и се ден само мрачни мисли да реди. Умот на поетот за назад постојано цели, сите во борба, полн со решителност вели. Последен поздрав тој од планина прати и во родната куќа повеќе не се врати. Зад себе остави зацрнети мајка и син, кои ќе бидат горди за навек на својот татко Џин. Одлично. И следната? Читам за да живеам. Книгата е најдобар пријател на секого. Со неа секој се дружи со некого. Без неа да се живее би било тешко. Со неа се патува секаде и се доживува сешто. Преку фантазијата таа ќе ве шета. Различни дестинации ќе ви бидат на мета. Ќе се запознаете со ликови разни, па така вашите денови нема да бидат празни. Читам за да живеам, така велам јас. И затоа сакам секој да го чуе мојот глас. Дружете се со книгата, пријател стар, кој ќе остане верен и најдраг дар. Преубаво. Од каде обично ја црпиш инспирацијата за да пишуваш? Инспирацијата за пишување се создава според зададената тема, во зависност од тоа каква е темата, инспирацијата доаѓа од таму. Општо земено, инспирацијата ја црпам, како што кажав, од љубовта кон читањето, љубовта да искажам некое свое мислење, бидејќи творењето и создавањето е
само тоа, желба да се искаже нешто свое, нешто што ти го мислиш да им го презентираш на другите, да се искаже некој свој став. Тоа е тоа што ме поттикнува да творам и да пишувам. Точно така. Кристијан, дали и во некои други активности си вклучен во гимназијата Кочурацин? Па, слободно можам да кажам, не сум кренал Во глава активности. од активности, еве веќе утре, по повод месецот на франкофонијата, ние учениците кои што сме вклучени кога го имаме земена предметот француски јазик како проектна активност, организираме еден настан кој одблиску сите оние франкофони љубители на францускиот јазик ќе ги запознаат со со француската шансона, со француската песна, со француската поезија од Виктор Иго, исто така и со она препознатлива француска љубов преку една кратка пиеса во која што случајно или не јас имам главната улога. Следниот настан чинам дека имаш следен во петок, некоја друга активност. Токму така. Нешто повеќе да ни кажеш и за тој настан? Тој настан е под менторство на професорката Весна Павлова, исто и јас да ја поздравам. По повод светскиот ден на крводарителството и денот на Црвениот крст на Република Македонија, секоја година Црвениот крст ги наградува крводарителите и јас на таа свечена програма ќе бидам по некоја случајност водител на нивно барање и сега околу тоа малку и се подготвуваме со професорката Весна Павлова. Чинам дека вие двајцата сте дел од театарската група Словото. Колку време веќе членуваш во оваа група и што беше мотивот да бидеш токму член? Па, не можам сега да го одвоам актерството како посебна гранка, затоа што оваа трупа се занимава со секакви уметности. Но ете, љубовта кон уметноста ме натера да станам член на оваа театарска трупа под раководство на актерката Весна Димитрова Бобески, голем поздрав до неа. Веќе член сум 4 години и имаме одиграно преку 40 на 50, мислам јас конкретно, представи за овој временски период, што за една театарска трупа е навистина тоа солидна бројка. Имаме многу гостувања, дури имавме и турнеа во Словенија, низ Љубљана, и го отваравме сајмот на книгата во Цанкаревиот дом во Љубљана. Игравме за многу школи во Љубљана. Повеќе од 50% представата беше и на словенски јазик, тоа и беше исто предизвик за нас како млади актери надежни. Имаме гостувано во Македонската опера и балет, имаме на разни фестивали за лица со попречен развој, исто и со нив работуваме со Сдруженијето за лица со попречен развој од Велес. Гостувавме во Македонскиот народен театар и секако многу бројни представи имаме одиграно на нашата матична сцена, за сега Савата Бели Мокри. Дали тоа значи дека си дел исто така и од драмската секција која што е во гимназијата Кочурацин? Да, токму така, јас 3 години сум член на таа драмска секција во гимназија, оноко колку што сум и во гимназијата. Меѓутоа, оваа година првпат играв во представа за гимназијата, во представата Дома која пред неполни 3-4 месеци доживеа премиера и беше одлично прифатена од публиката, нели веќе разговаравме за тоа. Која беше твојата улога? Токму за тоа сакав да ви кажам сега. На прв поглед си велам оваа улога дали ќе биде за мене, но ликот кој што го играв, Хулја, сите ликови се темни во оваа представа. Има еден помалку светол кој што е свештеник, но мојот беше толку темен, толку, ајде да се изразам, расипан, што дури изгледаше смешен. Тој воопшто не му беше грижа дали некој страда или пати, него му беше седно, тој беше подготвен дури и да убие и тоа се случи во 2 наврати во самата представа. И јас се обидов да не го прикажам толку темно, се со цел, бидејќи цел представа беше темна, јас малку сакав да го обам на таков еден прост начин што ќе го направам ликот од злоба дури смешен. И мислам дека го постигнав тоа со што публиката ми го укаже тоа со самиот аплауз на поклоните. Така. Кире, исто така и ти си дел од оваа група Словото. Колку време веќе си член таму? Па така, јас во Словото членувам од август 2014-та.
на покана на актерката Весна Димитрова Бобевски ја станав дел од оваа трупа. Во август 2014 ме покани да играм во представата Мозаикот наречен Велес, која што тогаш првично се припремаше за одбележување на празникот Свети Великомаченик Пантелеймон на 8 август. Од тогаш станав член, од тогаш започнавме да соработуваме и со Кристијан. Заедно играме и во таа представа и од тогаш можам да кажам дека скоро во се што има работено театарската трупа Словото сме били учесници. Театарската трупа Словото за мене беше нешто сосема ново, бидејќи до тогаш јас со актерство се занимавав само во училиште, надвор во училиште, до тогаш се немав занимавано со актерство и театарската трупа Словото токму за мене представуваше еден огромен предизвик. Како што реков, пак беше нешто ново. Тогаш започнав да работам представи надвор од училиште и има една одлична атмосфера во театарската трупа, значи како што кажа Кристијан, ние скоро сите представи ги работиме во салата Бели Мугри. Имаме одлична атмосфера со актерката Весна Димитрова Бобевски и јас ќе ја поздравам нејзе. Кажав сега во март 2015 имавме премиера, бидејќи на 8 август кога игравме Мозаикот наречен Велес, тоа беа само 5 кратки сцени кои што моравме да направиме околу половина час. Во март решивме да направиме целовечерна представа од 1 час, чинам дека беше. И со таа представа гостувавме на многу интернационални фестивали. Фестивалот во Скопје, Игри без маски, театар без дискриминација за лица со и без попречености во развојот. Потоа на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Гостувавме и во Македонскиот народен театар во Скопје. Навистина, досега имаме одиграно 13 изведби на Мозаикот наречен Велес, што е за една аматерска представа навистина завидна бројка, што не се случува често во аматерската сцена во театарот. Секако вие сте млади актери со големи успеси пред се. Освен актерството и пишувањето, во твоето слободно време се дружиш и многу често со гитарата. Ова утро со себе ја носиш и гитарата. Дали ќе може нешто да ни отсвириш? Секако. Која песна ќе биде? Ќе ја отпеам песната од овој ден од Владо Јаневски. Ајде. Сакала ко не си ти и со кој би делел бол и радости. Очите твои ми е се дом и одаја од надеж светлата и со нежност поспана. Кој би ме чекала ко не ти се вратам од далечини, од очите твои грижата да истече и бликне љубовта, штом ти речаме време. Од овој ден ти си ми единствена и погледни на дланка си ми пишана, ко златна во срце линија, за секогаш крај мене е најмила. Од овој ден ти си се што ми е свето и погледни само за нас времето. Од рози пат распостила ми одам до крај со тебе, најмила. Ко насмев што од лицето ти изгрева, црни облаци ќе растера. Во овој живот и во сите претходни
најубавото што ми се случило си ти. Од овој ден ти си ми единствена и погледни на дланка си ми пишана, ко златна во срце линија, да секогаш крај мене е најмила. Од овој ден ти си се што ми е свето и погледни само за нас времето од рози пат распостила и одам до крај со тебе, најмила. Браво, Кире, секој е Сапуловски добие секако. Колку време веќе се дружиш со гитарата? Па со гитарата се дружам веќе 2 години. Пред 2 години започна имав огромна желба да свирам на гитара. Бидејќи веќе свирав на пијано свирам 8 години, мислам. Имав голема желба да свирам на гитара и за време на распустот, само што не распушти, ја земав и морам да признавам дека научив да свирам гитара за 1 недела. При голема желба. Ќе се вратиме пак кај Кристијан и кај неговото актерство. Обично еве ни кажа дека сте дел од оваа театарска група Словото. Имаш ли некоја омилена улога, нешто што сакаш повеќе да го глумиш, нешто така што ти лежи на срце? Верувајте ми, секогаш кога добивам улоги во овие 3-4 години последни, кога сериозно и активно се занимавам со актерство, секогаш добивам комични ликови. Можеби затоа што по природа сум таков, а тежнеа ми и едва чекам кога ќе дојде денот да добиам еден трагичен лик, така да се исплачам на сцена, мислам да се испрвам. Така повеќе да се преиспитам себе си дали можам таму да бидам и трагичен и комичен лик, меѓутоа се во своје време, нели? Си немал досега некоја таква улога? Па не, слободно. Можеби во мозаикот кога глумев 80 годишен дедо, кој учествувал во ослободувањето на Велес на некој начин. Тогаш и самиот монолог, кој беше 15-20 минутен монолог, ме понесе. Меѓутоа, тој беше само емоција, не беше оно што ликот го бараше да заплаче. Тоа едноставно тој момент ме понесе и таа внимателност која публиката ми ја пружи додека јас го говорев тој за некого досаден монолог, меѓутоа публиката не го укаже тоа дека е досаден и затоа повеќе емоцијата ме понесе што ете ми слободно можам да кажам ми навираа солзи на очите, отколку што ликот го побара. Ама ете можеби и сега вметнавме во репертоарот за оваа година во театарската трупа Словото една монодрама која веројатно јас ќе ја одиграм и е прилично тажна, се работи за дете сирак, без мајка и без татко, па се гледаме во наредна прилика околу тоа повеќе. Покрај сите овие ангажмани кои што ги кажа и обврски кои што ги имаш во театарот и активностите кои што се дел од гимназијата Кочурацин, како се снаоѓаш со сите овие работи да стасаш на време, секако нели пред се ти си ученик во 3-та година и како стигнуваш и на време да стасаш со учењето? Тешко. Уште 2 часа ми фалат од 24 за да ми исполнет денот созема. Некогаш ти е краток денот? Па, прилично краток. Од 4 часа повеќе и не можам да спијам. Обврските не ми даваат. Сакам одмор, верувајте ми, сакам одмор, меѓутоа па кога нешто се работи со љубов и толку и заморот не се чувствува. Се одморам на начин што ете и јас обожавам честопати да пишувам. Се бавам така аматерски со пишување на мојот Facebook профил објавувам. Обожавам да пишувам за љубовта и за онаа платонска љубов, која што јас не сум ја доживеал, меѓутоа ете некако сум инспириран од туѓите судбини и пишувам на тој начин се одмарам. И честопати знаеме со Кире да се собереме и со гитарата и музиката исто така ме опушти да музички дружби така да си имаме меѓу нас.
А имаш учествувано еве на некои поетски читања, на некои литературни конкурси, бидејќи спомена дека сакаш да пишуваш? Да, оваа година не од премногу обврски. Професорката по македонски постојано ми известува за конкурсите, меѓутоа јас никако да најдам време и да напишам. Лани имав околу 4 први награди во ученичкиот дом Лазар Лазаревски, Коле Неделковски средното, исто Сојузот на борци распиша конкурс, прво место имав таму, имав исто во градската библиотека пофалена творба, така да и таму на еден начин се пронаоѓа, меѓутоа за се треба време и желба и огромна љубов. Имаш многу обврски, многу ангажмани, но најважно од се да бидеш исполнет и да го работиш пред се тоа што го сакаш. Апсолутно. Кога сме веќе кај литературните конкурси, кире ти учествуваш и на литературниот конкурс по повод денот на училиштето, со што се представи на овој конкурс? Па за литературниот конкурс по повод патрониот празник на нашето училиште беше, како што кажавте, распишан конкурс на тема Мојот чекор, пат до успехот. И таму напишав една песна, некако оваа година поезијата ми стана некаков фах за кога зборуваме на страната на литературните конкурси. Напишав една песна која што беше напишана од мотивот, мислам, она што ме водеше да ја напишам песната беше мислата дека секој си ја крои својата судбина, својот успех, сам треба да се движиш кон тоа да станеш успешен, дека успехот може да се постигне само доколку тоа што го работиш со многу љубов, посветеност, дека треба многу да се работи на тоа да бидеш успешен. И токму тоа беше она што ме поттикна да напишам песната, бидејќи секогаш кога зборувам за успехот и за работата и за творењето, обожавам да зборувам за тоа, затоа што и самиот се трудам да напредувам, особено во сферите на актерството, бидејќи тоа е место во кое што најмногу се пронаоѓам. И знам како е да работиш нешто со многу посветеност и навистина тоа е премногу исцрпно да работиш нешто што го сакаш, но она што ти се возвраќа е премногу исполнително. Да. Беше дел и од ораторската вечер и учествуваше на поетското читање 9 ноември, и да ми кажеш нешто повеќе за овие два настана. Ораторската вечер тоа се случи во октомври 2015 година. Морам да признаам дека тоа беше нешто сосема ново за мене. Ораторската вечер беше во организација на Унијата на млади сили при ВМРО ДПМН од Велес. Бев поканет да бидам дел од таа ораторска вечер. Прифатив се, разбира, тоа што прифаќам секакви предизвици. Морам да признаам дека пред тоа не знаев ништо за ораториката, ни што е ораториката, знаев само дека е вид јавен настап. Нормално, можеби улеснително ми беше тоа што имам одиграно и многу театарски представи, па сега некако си имам ослободено од целата таа трема, но во театарските представи, особено ако не е монодрама, сте повеќе души и можеш да се потпреш и на преостанатите учесници, но ваму си имаш свој говор кој што треба да го презентираш на публиката, да ја увериш во тоа, и навистина беше напорно. Темата беше образованието е патот кон личниот успех и успехот на државата, една премногу актуелна тема кај нас моментално. Имаше навистина што да се каже за образованието. Дополнителен предизвик, оној позитивен предизвик беше тоа што оваа ораторска вечер се одржуваше во новиот театар во Велес. Место каде што моје омилено место, каде што премногу сакам цело време да бидам, каде што сакам да играм. Тоа беше мој прв настап на сцената на Велешкиот театар и тоа беше дополнителен позитивен стрес, да кажам, кај мене, кој што ме поттикнуваше тоа што го правам да го изработам со преголема љубов, бидејќи навистина ми значеше се да излезе како што треба. Која беше твојата улога во промоцијата на зборникот Велешки поетски пулсирања? Вака, зборникот Велешки поетски пулсирања се издава секоја година, тоа е традиционално. Тоа е збирка од сите велешки поети, од најстари до најмлади, со своите песни кои што ги напишале во текот, по една или две песни кои што ги напишале во текот на таа година. Ние бевме повикани да, како учесници во промоцијата на тој зборник, да прочитаме извадоци од зборникот. Навистина имаше преубави стихови, преубави песни напишани.
Таму владееше прубава атмосфера, имаше премногу велешки поети. Промотор на зборникот беше доктор Васил Тоциновски, познат и признат македонист во нашата држава и во странство. И навистина, пак ти речам, владееше на прекрасна атмосфера. Мене ми беше огромна чест што имав прилика да учествувам на промоцијата на зборникот, бидејќи навистина се беше прекрасно. Пофалиме дека и мене песна да ми се објави. Еве да го пофалам, да не го заборавам. Ајде дополни Кристијан, зашто станува збор? И председателот на клубот на писатели ме запраша дали сакам моја песна да се објави, бидејќи постојано соработувам и во знак на благодарност дали би сакал моја песна да се објави. И јас не размислав, веднаш и ја пратив мојата песна посветена на мојата баба, која, мислам дека за онаа љубов помеѓу мои врсници се уште сум незрел да зборувам за тоа и затоа за љубовта кон мојата баба ја токму застанем помеѓу тие две корици. Ја посвети таа песна токму нејзе. Доби некоја награда таму на тоа представување или само се представи со песната, беше прочитана песната? Песната не беше прочитана од причина што повеќе се даде акцент на оние автори кои што се признаени и што повозрасни, прилично и многу повозрасни од мене. Јас сум сепак аматер. Но и не можеа сите да се прочитаат песни, имаше повеќе од 70 песни во зборникот. И меѓутоа оние што ја прочитаа, навистина ме пофалија и ме потикна, ми кажаа да продолжам така. Но следниот пат кога ќе дојдеш, кога ќе бидеш гостин во нашето студио, во нашата утринска програма, да ни ветиш дека ќе ја донесеш и ќе ја прочиташ твојата песна. Така. И двајцата спомнавме дека нели сакате да бидете актери, учествувате и досега имате учествувано на многу представи. Кире беше дел ти од онаа театарска работилница со Скот Џонсон, за што стануваше збор? Па вака, значи морам да кажам пред се дека и покрај сите активности кои што ги имаме, пишувањето и музиката, актерството е она активност која што најмногу сакам да се занимавам, она активност која што сакам да биде моја идна професија, со која што се стремам да се занимавам се повеќе и повеќе. Театарската работилница со Скот Џонстон се одржа во септември 2015 година, беше организирана од Меѓународниот фестивал за изведбени уметности Импакт, кој што е во копродукција со театарот Јордан Хаџиконстантинов Джинот од Велес. Огромен поздрав секако и до нив. Таа театарска работилница беше, како што кажав, со Скот Џонстон, кој што е познат и признат актер, режисер и професор во Единбург, во Шкотска. На наше огромно задоволство имавме прилика од таа 3-дневна работилница премногу да научиме од него за актерството. Таму работевме најразлични вежби за снаоѓање во просторот на сцена, правевме емоционални вежби, како што реков, од најлесни до најтешки вежби за сите тие проблеми кои што се јавуваат на сцената, со кои што можеме да се соочиме како актери. Навистина тоа беше одличен настан, навистина одлична атмосфера. Скот е одличен човек кој што одличен педагог пред се, кој што знае многу добро да ви го пренесе сето тоа знаење. Ние навистина бевме по 4 часа на работилницата дневно и навистина не почувствувавме никогаш замор, бидејќи Скот така пријателски, така другарски со вас ви се доближува и сето тоа знаење ви го имплементира, ви го пренесува. Навистина, како што кажа, беше огромно задоволство. Големо искуство. Да, големо искуство да учиме од таков огромен актер и режисер. И навистина уште еднаш огромно благодарам на фестивалот Импакт и на театарот кој што ни овозможија да учиме од него. Кристијан, бидејќи ти учествуваш во повеќе активности, еве исто како Кире, сакаш да пишуваш, да се дружиш исто така со актерството, што е она што би било твоја идна професија? Каде се гледаш во иднина? Верувајте ми, не знам точно. Ги обожавам сите уметности, верувајте ми, не знам каде да се определам. Може ќе биде јавна работа. Во секој случај. Во тоа сум умерен, да, дека тоа ќе се случува пред камерите. Еве и веќе од нашата театарска трупа 2 години веќе и дел од нашите ми сум и јас и Кири и многу други членови од нашата трупа, театарска група. Снимаме македонски народни приказни за македонскиот национален сервис и за една друга телевизија. Имаше снимана некоја епизода од тие народни приказни? Да, и веќе
доживеја 2-3 пати реизведба на телевизија. Исто и Кире, јас тој глумеше во Македонскиот национален сервис за тие приказки. Ние имавме за приватна продукција, потоа се продадоа на една друга телевизија. Исто јас бев член додека се снимаше серијата Тврдокорни, епизодата за Миле Попјорданов овде во Велес, исто преку во продукција на Македонскиот национален сервис. И огромно искуство. И јас некако се наоѓам пред камерите, се пронаоѓам. За јавната работа мислам дека и таа е уметност. Верувајте ми, таа е уметност, вие ќе бидете сведок самите. Така да во секој случај што и да биде ќе биде уметност она со што ќе се занимавам во иднина. И сето тоа што го знаете и да го умеете да го презентирате пред јавноста. Пред јавност. Со што и да се занимавате, јас во секој случај ви посакувам да имате многу успех. А сега при самиот крај од нашата емисија, Кире, ќе може ли уште еднаш да уживаме во уште една твоја песна? Сега. Овој пат чинам дека ќе биде Тоше Проески, Усни на усни. Така. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам. Долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава. Цела ноќ бегаш и пред тој заспиваш. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душава. Срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одам низ полет звездено. Ти си бескрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, луѓе и правила. Тука сме ние на чекор од вечноста. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душава. Срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Срце во срце, сакај ме најмила. Браво, Кире. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш што ни го развесели и студиото, секако ни го развесели и денот, исто и мене, се разбира нели и на гледачите. Како и да, јас ви посакувам многу успех да постигате и секако вашите професори, вашите родители треба да бидат горди што имаат вакви ученици како вас. Благодарим и вам за поканата.